Атлетиката во Тетово има голема традиција, голем број на одлични врвни атлетичари, се родени во овој град, имаат тренирано во тетовските клубови. Меѓутоа, само еден атлетичар има донесено медал од европско или од светско првенство. Токму тој, односно Ифраим Љута, е денеска со нас, бронзениот медалист од европското првенство 2005 година на 400 метри во Еспо, Финска. Љута, добре дојде и ти благодарам што прифати да бидеш наш гостин во денешниот тайм-аут. Добро ве најдов и мене ми е голема чест што навистина редовно ме поканувате и секогаш спортот да го дигнеме на повисоко ниво, посебно и атлетика. Кажавме бронзен медал освои во 2005 година, меѓутоа на почетокот ќе се вратиме неколку години претходно. Кога за прв пат започна да тренираш атлетика и да трчаш? Реално јас со спортот бев стимулиран уште од мал, уште пред школска година да почнам, бидејќи еден голем показател кај мене е, бидејќи јас живеев до стадионот и живеам ден денес до стариот стадион што го викаме на град Тетово, и цело моје слободно време било поминуата на стадион како прават тренинзи Љуботен тоа време, Тетекс, Шкендија. И како што растев, почна веќе повеќе да се заинтересирам. Во основно училиште идев на некои кросови во рамките на школото, но не тренирав редовно. Прва трка ми беше како крос во државен крос во Скопје, 96-та. А после ми имав прекини, само си тренирав рекреативно со разни спортови, но 2000-та веќе интензивно почнав да тренирам атлетика во Тетово, во атлетски клуб Љуботен тогаш тоа време, и од тогаш до денес не сум прекинал. Што беше причината да ја избереш токму атлетиката, а не некој друг спорт? Еве, кажа дека живееш блиску до стариот градски стадион, си ги гледал фудбалерите кога тренираат таму. Зошто не фудбал, а се одлучи за атлетика? Па, реално, можеби имав некоја свест за себе, ја гледав повеќе кај се наоѓа. И не сакав да тренирам нешто што навистина не може ништо да бива од мене, но нити очекував дека ќе стигнам толку да бидам на толку на европско ниво или на светско да присуствувам. Задоволството беше првин да се занимавам со спорт, но реално во атлетиката се видов најмногу себе си, бидејќи самите тренинзи кои се навистина за многу други спортисти може да се монотони, за мене беа прифатливи за мојот организам, за мојот карактер, и тука се најдов со еден збор. Да, атлетиката покрај физичката подготовка бара многу и психичка подготовка. Дали кога почна да тренираш, одеше само со тренинзи на брзинска или на физичка издржливост, односно дали се подготвуваш и психички за тренинзите или само се подготвуваш физички? Па почетокот кај сите спортисти е малце не многу јасен, со еуфорија. Почетокот е да се запознаеш со другарите, не знаеш како ќе те прифатат. Тука си имаш доза, дали ќе те прифатат добро во другарите во клубот, дур се здружиш. Психичката ми беше малце покасно вклучено. После 4-5 месеци почна веќе да сватам атлетика, зашто почеток кога тренираш секој ден, не знаеш како е тоа. Ако влегуваш веќе на ритам, после неколку месеци имаше и психички, како да кажам, психичка подготвеност за да први на почеток ти си најслабиот на клуб. Дека си почеток не знаеш првите чекори како се иде. Треба сите порази да ги издржиш, губиш секој ден од сите. И требаше некој време да бидеш издржлив, за да ствариш некој квалитет, за после да стоиш како атлетичар. Може да се сетиш на некој од колегите со кои што тренираше во тој период, во твоите почетоци? Па, реално, за наша среќа, моите колеги, ден денес сме колеги и другари и се гледаме скоро многу често. Јас ја почнав кариерата со Далибор Спасовски, со вас, Павле Симовски, Орхан Сабрију, Ибраим Џемаили, Асми Рамадани, Весна, се извинувам презимето на Весна, не ми текнија, Чали, Ремзија, имаше и многу други атлетичари. Тие беа првите атлетичари од нашиот клуб, каде што ги сретнав за прв пат. Може да се сетиш на првиот надпревар со клуб кога настапи, откако веќе активно почна да тренираш атлетика, на кој надпревар прво настапи? Првиот надпревар службено ми бил на 100 метри на младинско првенство до 19 години во Скопје, и тоа било еден од најтешките надпревари, бидејќи првата дисциплина што сум настапал била 100-ка, што не можеш одма ти на 400 да идеш. И најголемиот предизвик било тука
цело време 2 сата сум се мислел на стадион да не ги померам патеките, бидејќи сите почетници атлетичари го прават тоа грешка. Од еуфорија од прва излегуваат на пета. И кога завршив од почеток до крај, тоа ми беше големо задоволство. Успех било и со самото тоа што си ја Да, завршил. тоа беше една од првите бариери кои се рушивме, бидејќи како дете ти не знаеш како ќе се снајдеш, пустен на стадион, таму најмало имаше 200, 300, 400 спортисти, не знам колку, и се пазиш да не се понижиш, да не ти се смеат. Додуша во спортот тоа не се случува, но кога си млад, секогаш пазиш од тоа. Имаш голем број на репрезентативни настапи, меѓутоа кога првпат беше повикан во репрезентацијата на Македонија? Реално во репрезентацијата на Македонија ја почнав од кај 2003 да бидам поредовен на балканските првенства со Атлетска федерација. Од 2004 почнав, крај на 2003 и на 2004 почнав и со Федерацијата на спорт и рекреација на инвалиди на Република Македонија. Прва меѓународна трка таму ми беше во Загреб на меѓународен отворен митинг, каде што е тој традиционален и многу добар митинг, каде после во Хрватска они го организираа во повеќе градови. И имам настапено веќе едно 7-8 години поред кај нив и секогаш сум се враќал со медалјата. Сега да го фатиме малку периодот кога настапуваш на светското првенство во Еспо во Финска 2005 година и периодот пред и после првенството. Значи како се случи Ифраим Љута да обезбеди најпрво пласман на едно светско првенство? Значи дали треба да се исполни некоја норма, дали треба да се соберат бодови за да може да учествуваш на светско првенство во атлетика? Вака, јас фактички за моја среќа ја имав норма за олимписките игри, параолимписките игри во Атина уште од 2004, но кај Федерацијата за спорт и рекреација на реално од Интернационалниот параолимписки комитет има за сите спортисти категоризација. Треба да се носи цела документација и се прават прегледи дали вистина имаш некој проблем со видот, зашто да не биде лажното. И како кај нас што се случува редовно тоа првата олимпијада ми пропадна, бидејќи нормите не беа многу јаки тогаш и ја имав таа норма, не можев да настапувам бидејќи немав категоризација. После тоа одма следната година направивме категоризација, имав норма, бидејќи мене голема поддршка ми даваше Атлетската федерација, бидејќи имав многу надпревари тука. Бидејќи во рамките на Федерацијата за спорт и рекреација не имаат многу мал фонд на надпревари и ако не трчав тука, таму не можев да одржавам формата. И тука ми беше една добра комбинација, како да кажам, тука ја одржував формата и постојано после влегов веќе во првите 5-6 во Македонија на 400 метри, а таму бев на вистина 20 години поред шампион на Македонија во Федерацијата за спорт и рекреација. Да. И обезбедуваш пласман на светското првенство, односно обезбедуваш норма за настап на светско првенство. Реално првата норма Како течат подготовките за учество на светско првенство и подготовките за едно државно првенство? Дали има разлика? Дали треба подготвителен период? Дали треба да се одработат базични подготовки некаде висински или покрај езеро? Како функционира? Така, само да те поправам. Првим беше европското првенство, на европско што зедов медали, во 2006 беше светското. Да, се извинувам, на европското во 2005 мислев. Да, фактички ние си имавме добар континуитет на тренинзи и тоа беше голема предност за нас, само што имавме многу тренинзи на нашите нозе, што се вика, бидејќи со условите како што беа тогаш и денес истите се, дури и полоши. Ние имавме големи проблеми како атлетичари, бидејќи немавме атлетска патека. И на припреми кога идевме, па не идевме на некој терен кај што можеше да се трча, и тие ги поминував ја лично со многу болки. Фактички имав постојано болки, постојано повреди и беше многу тешко тој период. А разликата е кога имавме европските секогаш едни околу 10 дена си имав едни подготовки. Реално тогаш за Финска имавме подготовки во Пелистер, Битола, а трениравме на едно место кај што беше многу кратко. Но навистина испадна плодно, но не значи дека било доволно тоа. И сега стигнуваме до европското првенство. Патуваш за Финска, стигнуваш во Финска. Како е организацијата на едно такво големо првенство? Па, реално, таму ние стоевме 15 дена. По стигнувањето, бидејќи со авион се стига брзо, условите не може да се споредуваат со Македонија. Бидејќи со самото тоа што е светско првенство, до детали, до све предвидено, дури како ќе спиеш, во каков кревет, со кој број на кревет, таму, како да кажам, терени за тренинг максимално. И тука ќе ви кажам една стори моја, бидејќи таму трениравме секој ден на патека.
а ние тука трениравме секој ден на земја. И првата недела ја добив едно големо запаление на нозете. Неколку дена немав ни спиено, бидејќи си менјаваш терен. И за среќа на организаторот што они нудеа, имаше масажи за сите спортисти бесплатно и можеш да сидеш секој ден. И реално тие физиотерапевти ми помогнаа многу, едно 3-4 дена поред, бидејќи мојата трка беше ја таму настапив на 100, на 200 и на 400, но мојата дисциплина 400, кај што се осеќав најдобар, беше последните денови. И тоа ми помогна за да се адаптирам малце на подолго време, ми помина малце повредите, ми помина стресот што имав на 100 страфот, таму влегов многу комотно и навистина тоа беше многу перфектно првенство. Сега после еден таков шок на организмот, шок. Значи од тренинзи на земјена стаза на спортскиот центар тогаш пред да биде направено ново игралиште што е сега, одиш во Финска каде што имаш идеални услови за тренинг и за надпревар. И веќе кажа, значи со големи болки, со воспаление на мускулите, дали очекуваше дека може да освоиш медал на тоа првенство? Реално, секогаш кога идам нешто, без разлика дали може да го стигнам, во себе викам дека можам. Тоа во себе сум го рекол, на другите не, бидејќи ако не успеш ќе ти се смеат, а во себе секогаш сум викал дека можам да бидам. Дури така сум имал такво свое верие како психолошка поддршка, сум мислел дека и прв можам да бидам, зошто да не, може да дадам максимумот. Но реалноста треба многу поквалитетно да се работи за да бидеш на тој висок. Ти текнува со кој резултат освои бронзена медала? Па само да ви кажам, таму кај листата за посебни потреби беше многу интересно, за неколку години од 54 нормата ја сипна на 50. Може да замислиш колку брзо напредуваше атлетиката таму. Јас првата медаја ја добив со 53-90, а следната година каде што настапи на светско првенство, каде што бев пети на 400 метри, исто така во Холандија Асен, таму бев пети на свет, а бев со 52 секунди. Добро, веројатно има и разлика од европското светско првенство. Во Европа нели се ограничен број на земји, во свете веќе е отворено првенство, 200 и повеќе држави учествуваат. Дали тој медал на европско првенство ти донесе некои придобивки во смисла на не финансиска корист, туку дали после европското првенство институциите се освестија и сватија дека треба да инвестираат во тебе? Дали доби подобри услови за тренинг, дали доби подобра опрема за тренинг, дали доби учество на поквалитетни надпревари? Па тоа време ја бев 21 годишен и реално единствена мотив беше што не заминав ја во странство, бидејќи тогаш планирав да си одам надвор, беше таа медалја. И мислев кога ќе добијам тоа, откако што ми ја добил таа медалја, мислев дека ќе ме почитуваат повеќе, ќе бидам повреден, ќе ме ценат, се надевам и на некои повеќе првенства. Влегов тогаш прва година и на факултет, на Штуловиот универзитет, на правен факултет. Мислев дека ќе имам голема поддршка, но реално од тоа немаше ништо, некоја поддршка посебно, освен од луѓето што те ценат, што те поздравуваат повеќе. Од тие што си имал поддршка и до тогаш? Да. И другите луѓе што не те знаат, те поздравуваат и честитаат сите. Да. Како секој. Веќе кажа дека следната 2006 година во Асен, во Холандија настапи на светско првенство, значи да видиме појасни, се работи за пара европско и пара светско првенство. Да. Како помина тоа учество на светското првенство во Холандија? Па светското првенство во Холандија исто така, исто како во Финска беше на високо ниво организирано. Исто така имавме представи повеќе од 15 дена таму. Имаше време за адаптација, да стигнеш на време. Тренинзите беа, тука бе веќе многу поискусен. Реално навистина беше разликата една година, но имав едно огромно искуство разлика, бидејќи ја после уште пред тоа имав и Балканско првенство сала, Балканско првенство натворено. Плюс идевме и до 19 години на сениорско, некојаш идевме како резерви и веќе имав некоја големо искуство тука. А квалитетот, првенството, надпреварувачите може беа 90% истите и од Финска, бидејќи Европа е многу пристапна со спортот и немаше некоја посебна разлика. Да, ама треба да се земе предвид дека на светско првенство сигурно учествуваат и американци. Американци, канаѓани, кинези, Џамајка, да знаеме кои земји. Да. Па има и од афричките земји добри надпреварувачи. Покрај учеството на овие две големи спортски надпреварувања, не успеваш да го исполниш сонот да учествуваш на Параолимпијада. На Параолимпијада фактички не ја фатив нормата за многу мало. Со Б норма не можеше, бидејќи
Параолимпијадата прави некои квоти, ги споредува и со другите спортови. Не е како што е во Олимпијадата, да ги делат спортови. Они, бидејќи во другите спортови на параолимпиците имаја норма во стрелаштво и фактички требаше мора А. Да немаше никој норма од сите спортови, Б ќе важеше и тој сон не успеа да се оствари. Покрај овие првенства учествуваше на голем број на митинзи. Го споменавме надпреварот во Загреб, во Хрватска. Може да ни кажеш еве некои позначајни резултати на овие меѓународни надпреварувања, на меѓународни митинзи? Па вака, ние како Федерација за спорт и рекреација, они имаат една добра соработка со Хрватска и постојано секоја година учествуваат на нивните првенства. И тоа е меѓународен атлетски митинг на Хрватската федерација која одржуваат секоја година, но ги менјаваат градовите една година во Загреб, Вараждин. Ја таму имам учествуван повеќе од 6-7 првенства. И на сите тие 6 или 7, сега не ме фаќам зашто сум ги забравил колку пати сум учествувал, имам најмало имам едно 12 медали од тие. Секоја сум се враќал со 2 први места на 200 и на 400. Сега, ни кажа дека првата трка ти беше на 100 метри, а на Европско првенство освојуваш медал на 400 метри. Како во атлетиката се случува да одлучиш со која дисциплина почнуваш и на која дисциплина си најдобар и каде можеш да бркаш резултат? Па реално ние правивме тренинзи од 100 до 800. Ја имам истрчано на трки на 800 метри сум се пробал. Сум трчал на кросови кај што сум земал прво место во град Тетово. Дори првата медалја ми е од крос на 1500 и на кросот на 800 метри што се организираше за 19 ноември за слободење на Тетово. И сум се тестирал ја на повеќе трки. Сум идел на 100, на 200, на 400, после како сум тренирал и мојот организам се уклопи најмногу на 400 и гледавме дека и тука сум најдобар, но и кога трчавме на повеќите трки, пласманот ми беше највисок на 400 метри на ниво на Македонија. Продолжуваш на 400 метри, бидејќи таму имаш и најдобри резултати. Сега имаш долга и богата кариера. Имаш тренирано со многу атлетичари, дел од нив и ги спомена од твоите почетоци. Дали можеш да направиш една штафета по твој избор? Освен ти, уште кој тројца би зел со тебе во штафета? Сега дали ќе биде 4 пати 100, дали ќе биде 4 пати 400 или шведска штафета 100, 200, 300, 400, оставам на тебе. Па јас, бидејќи со таа штафета што трчав тогаш, навистина бевме шампиони на Македонија со клубот Љуботен. Имавме една прекрасна штафета, каде што се дешаваше и од нашиот клуб и тројцата да бидеме репрезентација. Тука би ја излачувал листата истиот Костур, Далибор, Павле, вие, јас и за четврто тука би го ставил тогашно време беше Ване, една добра легенда кај што ни беше за сите инспирација како тренира, како работи квалитетно со тие високи врвни резултати. 4 пати 400. 4 пати 400, бидејќи нормално јас на 400 до 100 не бев, немаше да можам многу добар да бидам. Значи Далибор, Павле, јас и Ване Стенос. Која измена би трчал? Па јас секогаш трчав прва и пак би трчал прва. И што е разликата меѓу прва измена и четврта измена? Па реално во четврта треба да биде најквалитетниот, реално. Тука за крајот да не се, но поради некој побезбедно да ја предавам штафетата, мене ми беше полесно само да ја предадам, ако ја примам ја предавам, малце тука грешев и на замена губев малце. И затоа ја искористив повеќе прва. Да. Сега спортот бара и многу патување. Значи кажавме Европско, светско првенство, Балканијада, меѓународни митинзи. Како еден спортист се справува со таков напор? Значи напорно е денеска доаѓаш од едно патување, утре заминуваш веќе на друго патување. Како еден спортист се справува со тоа и дали тоа патување влијае на формата на спортистите? Реално за почеток е малце тешко, фактички тоа веќе се совладува бидејќи ти веќе си имаш еден животен карантин како што е оваа ситуацијата. Сите спортисти се во карантин реално, врвните спортисти. Како спортист веќе откажуваш сите задоволства други што ти даваат, да останеш касно, тоа не можеш, бидејќи нареден ден нема да успееш да издржиш формата. Ја веќе имав една строга дисциплина. Веќе немало пред 11 јас сум бил дома стандардно. Не сум размислувал за друго више. Многу другари ми биле на страна, за жал, зашто требало да бидам многу. Кога сум имал многу мало време, тогаш сум искористил да се дружам. А патувањата влијаат, бидејќи имаш разни искуства, гледаш разни спортисти
И како што ги гледаш другите како пораснале, и со таа мотивација и ти растеш постојано. Бидејќи ако не си до тие првенства, тогаш и квалитетот на тој спортист е посла помало информации има. Друго кога ги гледаш работиве сам како трша еден спортист, врвни спорт. Друго кога ќе ти кажат или кога ќе видиш од телевизија, тоа е малце како филм, а реалноста кога гледаш сам веќе мотивацијата на повисоко ниво. Имаш патувано многу, значи. Омилена дестинација? Па реално долгите дестинации многу не ги сакам. Сакам малку пократки, бидејќи патот ме исцрпува доста. Но дестинација би сакал пак Финска, бидејќи таму беше најдобриот резултат. И покрај тоа што тоа вистина беше една разлика од кај нас, таму беше многу поладно времето него кај нас и покрај тоа што беше во август. Но поради тој успех би сакал Финска. Омилен тренинг? Што најмногу сакаш да тренираш? Па омилен тренинг ми беше приометрија, поскоци. Тие најмалу ме замореа, а многу ни беа битни. Се уште тренираш, се уште трчаш, меѓутоа си и тренер во атлетскиот клуб Студенти од Тетово и во репрезентациите на Македонија. Значи, се уште си упатен што се случува во атлетиката, следи што се случува. Дали има некое подобрување во условите од тоа време кога јас и ти сме тренирале почетокот на 2000-тите години и сега 20-ти на години подоцна? Вака, во аспект на резултати нема подобрување, тоа за жал. Во аспект на масовност уште помало има атлетичари, а разлика има. Бидејќи тогаш и стадионот што беше во Скопје, тогашен стадион на Вардар, сега Филип II и Тоше Проевски што ги менјават имињата. И Охрид немаше такви патеки. Тие се изградија пред 7-8 години. И ние трчавме на неадекватни. Нашето државно првенство не беше квалитетно фактички, бидејќи кривината во Скопје беше остра, не беше по стандарди. Во Охрид не постоеше никаква. Кривината во Велес? Па во Велес веќе тоа беше ризик за живот, но волја имавме сите и навистина ги трчавме сите тие трки таму. И во Велес навистина првите трки ни беа најмногу во Велес. На таа стаза крпена со дупки, со асфалт. И ден денес е така. И ден денес е така, меѓутоа мислам дека сега првите две стази ги нема поради реновирањето на градскиот стадион во Велес или денес Зоран Паунов стадион. Значи условите за натпревари се тие. А условите за тренинг? Па реално условите за тренинг веќе идеме од Тето, со самото тоа што нема атлетска патека, веќе не се добри. Сите клубови се наоѓаат кај ќе стигнат. Ние како студенти тренираме во фудбалскиот стадион што е во рамките на Универзитетот на Тетово, поранешен стадион на Земјоделско, кај што играе порано 3 лиги таму. Тренираме, тоа не е нешто одржан посебно. Во лето таму има многу прашина, но немаме друг начин каде. И бидејќи во Скопје да идеш да тренираш, многу е тешко сега да носиш деца, бидејќи ние не живееме професионално од спортот, па да идеш до Скопје да се врати. Ние работиме, по 4 сати идеме дома, ручаме, па си идеме на тренинг. Кога би бил директор на Агенција за млади и спорт или министер за спорт, што би направил за атлетиката во Тетово? Па реално, навистина за атлетиката не само во Тетово, бидејќи веќе во Македонија атлетиката ако сака да се развие мора да има некој лига систем како што го имаат сите држави во регион. Тоа фали кај нас. Треба најмало во Македонија уште едно 4-5 патеки минимално да се прават и би направил во секој град помали стадиони кај што ќе коштат помало, само патеки до 2 патеки колку да имаат да се спроведуваат тренинзите квалитетно. Еве гледаме таа стаза во Куманово што ја направија од круг од 200 метри. Гледаме дека многу се омасови атлетиката таму и се меѓу водечките. Па реално тоа не е адекватна сала, адекватен терен, но за тренинг е идеален. И тоа даде можност на самиот клуб од Куманово и нивните тренери за да може да имат многу повеќе спортисти. Навистина се они масовни цело време, но тоа им возможува, бидејќи самата патека е направена во дворот на едно училиште. Соколана, мислам се вика. Да, Соколана, да. И
тука и децава самите кои ќе си тршат по себе ќе видат дека јас сум брз и ќе ти се пријават на тренинг и нема да изгубиш во случај да имаш некој брз талент, нема да го изгубиш. Јас и ти кога трениравме, Љуботен беше најдобра меѓу најдобрите во Македонија, можеби најдобар клуб во тој период со тие услови на спортски центар. Сега си тренер во атлетскиот клуб Студенти. Можам да кажам дека условите ви се полоши и од тие што ги имало Љуботен пред 20 на години, а пак сте државни шампиони на Македонија. Реално факт е тоа, ние не се предаваме, работиме постојано, но да бидеме реални и другите градови ги имат истите проблеми. Освен Скопје и Охрид, кои што имаат идеални услови за атлетика и за спринтери, другите градови немат. И фактички тука со другите градови сме рамноправни, но не е на добар аспект, но нормално кога ја сакаш, работиш секој ден, викаш деца, кај што ќе видам ја некој поталент, ги поканувам на тренинг, им објаснувам, им помагам и навистина доста деца и така сум донел во клубот и кои што станале и шампиони. И сега имаме последните 7 години ја работам и со мали деца и од тука постојано излегуваат 2-3 деца. Кои дисциплини ви се застапени во атлетскиот клуб Студенти? Па ние имаме моментално од 100, 200, 400 имаме 1500 и 800 имаме. Среднопругаши немаме од 1500, од 3-5 нагоре. Повеќе на спринтерски и на скокачки имаме во скоку далечина. А фрлачки дисциплини нема? Фрлачки дисциплини немаме ни еден, но навистина за тоа немаме никакви услови. Например, да си дојде некој талент и да сакаш да го тренираш копија, тоа е ептен специфична дисциплина и многу е тешко да се спроведува. Не можеш да утепаш некого на терен. Има разлика помеѓу атлетичар, спортист и тренер? Па, разликата е што, како да кажа, има некоја ситна разлика, но мотивот е ист. Но кога трчаш сам, знаеш точно што ќе направиш. А кога ги тренираш другите, не знаеш точно што ќе направиш. Чекаш тој фидбек дали ќе се врати или не. И сигурноста ја немаш до тој момент дори не се истрчат трката. Ми се дешава на многу деца каде ги тренираме, каде што се наоѓаме во топ форма и сум пресреќен кога ќе идеме на трка, па тоа не се докажува. Фактички има нешто зашто не го направил, не дека не бил трениран. Па некој пат кога не го очекуваш, па ќе го истрчат многу перфектно. А кога си сам спортист, знаеш точно што правиш и не алудираш дали ќе биде. За да бидеш атлетски тренер, дали е потребно да бидеш физички подготвен, за да може да им ги покажеш вежбите, за да можеш да демонстрираш на атлетичарите или не е потребно да? Па сега секој тренер си има свој начин на дидакт на работа. Сега кога си помлад е многу подобро и да им ги покажеш, бидејќи друго кога ќе испроведуваш, а пола сат ќе треба да му објасни со зборови, ќе направи грешка, но тоа не е многу битно. Посебно кај маливе деца, кога работи со мали деца, е многу битно да се направи еднаш вежбата, за они да видат како. Не значи како тренер ти нема да ја направиш со некоја голема брзина, си ја направиш, битно е да ја направиш технички добро. Ја дури еден голем добар дел од техниката ја поправи покажувајќи на децава него себе си. Со каков атлетски потенцијал располага Македонија во моментот? Значи и атлетскиот клуб Студенти, меѓутоа и воопшто и другите клубови во Македонија. Кои ни се најдобри атлетичари, еве да ги запознаеме гледачите на 100, на 200, на 400 маратонци или? Во последно време Атлетската федерација има многу мал фонд на спортисти, посебно од висок квалитет. Во цела Македонија моментално младинци и сениори имаме едно 5 или 6 добри. А ако ги споредиме на балканско ниво, они се подолу од 5-6 место на балканско ниво. Фактички атлетиката како што напредна надвор, тука веќе многу е позади, бидејќи има едно ново правило во Балканската федерација, бидејќи таму се иде со норми. Веќе не се иде таму цел автобус со 40 души кога сакаш да носиш. И последните 5-6 години Македонија на меѓународно првенство Атлетската федерација ја презентира Македонија со 5-6 спортисти. Реално тоа е кадар е многу мало. Но проблемите на друго место се. Има определено граница на
Јав бодови колку треба да се освои за да учествуваш на Балканијада или како е тоа регулирано? Балканијадата веќе е проширена со многу држави. Веќе учествуваат повеќе држави, не само тие што биле, вклучена Словенија, Хрватска, Црна Гора, Косово, Украина, Молдавија, некои други држави се вклучени и поради тој висок квалитет што го има, веќе они си носат и поквалитетни спортисти, бидејќи веќе и Балканијадата има фонд. Фактички еден вид на митинга, кој бидеш таму во првите 10 резултати, мислам дека не се враќаш најмало едно 500.000-1500 евра. И веќе они си идат на квалитет и кај нас треба да ги исполнат нашата федерација тие спортистиве, тие квоти, тие норми, за да може да учествуваат. Од една држава во една иста дисциплина, колку атлетичари може да учествуваат со исполнета норма? Во Балканијада има 2, во светско мислам 3 и на европско 3. Порано беше една држава, еден атлетичар, можеше да се пријават и 2, 3, 4, 5 плюс, меѓутоа тие беа вон конкуренција и не беа во игра за освојување на медалите. Значи сега не само што е зголемен бројот на држави кои што учествуваат, туку е зголемен бројот и на квалитетни атлетичари. Значи може да има 20 квалитетни од Бугарија, 20 квалитетни од Токму Грција, поради Хрватска. тоа изгледа е направено тоа правило, бидејќи се дешавало да биде првиот од Грција, пример, со 46 прв, а вториот грк да биде 46-30, а онда нема право да не учествува да земе медалја некој со 52. И затоа е направено, но сепак тоа првенство веќе прорасна на многу високо квалитетно. Едно мини европско првенство. Да, не е првенство кое што беше со 12 држави, сега е едно првенство каде што е со 20 држави и со висок квалитет и плюс е со фонд. Порано Балканијадата немаше фондови, а сега има и фондови. Тие што ќе добиват медали се земаат и пари. Ние сме далеку од распределбата на медали на Балканијадите или се случува понекогаш и да освоиме по некој медал. Во овој нов формат на Балканијадите. Дали Македонија има освоено некој медал? На младински имаше последните неколку години, но на сениорско немаат ниједно. Каде ја гледаш македонската атлетика во иднина? Па реално јас сум оптимист, самиот си работам, треба веќе да се работи повеќе. Училишниот спорт би давал една препорака, они да не се надпреваруваат многу меѓу себе, но да ги селектираат деца кои се таленти и да ги праќат по клубови. Бидејќи ако има некој брзо дете кој не го знаеме ние, а некој наставник по физичко го гледа, треба да го упати по клубовите. Федерацијата со тој буџет што располага, мислам дека пак долго време ќе не може да направи врвни спортисти. Федерацијата е уназадена доста. Веќе повеќе од 8-10 години немаат направен еден семинар за лиценцирање на тренери. Тука и ова веќе влијае тоа што не дават ни тренери да има повеќе. Многу тренери ги изфрлуваат од федерацијата зашто немаат лиценци. Дури на некои тренери веќе им бараат факултет по физичка култура. Сега не знам во светот, Жањан Жлезни, ако заврши информатика, он пак си е тренер. А во Македонија да дојде, он ќе биде суспендиран од федерацијата зашто нема факултет за физичка култура. Или ќе си иде само ако е неговиот спортист и тука под прашалник. Тука се злоупотребува мало, мислам дека не е баш таква правилото на меѓународно ниво, но Атлетска федерација злоупотребува тоа неколку години поред и новата управа чекаме тоа да го реши, се надеваме, дури не е лошо и да ги поканите на некоја емисија да дадат објаснување, бидејќи ако трпе цел живот маратон. Што знае тој професор по физичка култура да му каже на трпе за маратонот кога он има над 200 пехари. Мартиновски во тој случај е доктор на науки. Доктор на науки кој трча ден денес 150 години и уште победува на ветерански трки. Фактички тука малце треба да се направи нешто, да се има почесто семинари, да се мотивираат и други деца, и други професори, други активисти да си добиваат лиценци, да можат мора да се врати масовноста во атлетиката. Без разлика. Како да се врати масовноста? Што треба да се направи за да се омасови? Па може да замислите, од Штип немаме ни еден надпревар. Од Струмица немаме ни еден сега. Од Прилеп немаме веќе ни еден. Покојни Гешов почина лани и он више нема. Битола нема. Велес има чат пат 1-2 и тие ги нема. Фактички ние како тето имаме ајде до 10 спортисти. Скопје има едно 10. Охрид откако замина Владко и таму веќе тој клуб се распадна, останаа некои деца што тренираат сами, немаат услови да идат на некои други места, али условите се кај нив реално.
Има многу градови кои не ги спомнав што никогаш не биле на првенство. Љута, кажавме дека ти остана неостварен сон да учествуваш на една олимпијада. Дали можеби да очекуваме дека ќе учествуваш на олимпијада како тренер? Дали имаме таков потенцијал? Реално јас сум трнал на тој пат. Постојано трчам по добри деца. Редовен сум на тренинзи и се надевам дека еден ден ќе ни успее брзо да најдеме некој талент, да го истренираме, да ги поправиме условите. Ја на тренинг дури не зборам многу за условите, бидејќи тоа ми влијае негативно. Јас кај да тренирам се огледам како Алијанс Арена, бидејќи тогаш ме оштетува повеќе тоа, зашто ако мислам на тоа, тогаш парно да не тренирам. Си гледам максимално да го искористам, да импровизирам на тој терен кај што тренирам. За моја среќа годинава бев поканет како селектор од специјална Олимпијада Македонија, кај што се организираше 2019 светските олимписки игри за деца со интелектуална попречност. Бидејќи јас работам на еден проект веќе 7 години и тренирам и тие деца волонтерски, еден час неделно. Селектирав неколку деца, имав 4 квоти и се вратив со 2 медали од таму. Каде се одржуваше тоа првенство? Тоа првенство се одржуваше во Абу Даби. Беше поделено, дел од спортовите се организираа во Абу Даби, дел од Дубај, но званично беше светски олимписки игри Абу Даби. И во кои дисциплини се надпреварува македонските спортисти? Македонските спортисти ние бевме како специјална Олимпијада Македонија бевме во 3 категории. Имавме колективна екипа во кошарка, Unified. Таму се игра, например, двајца со интелектуална, двајца што се со редовни, фактички тројца со интелектуална, двајца што се со редовни, без никакви проблеми. А во атлетиката се трча индивидуално и имавме во пливање. Значи кошарка, атлетика и пливање. Конкретно во атлетика во кои дисциплини? Во атлетика имавме на 25 метри, на 50, на 100 и на 200. На 100 и на 200 Сара беше втора и трета. Значи имаме една бронза, една сребрена. А исто така и Ардијан Исмаили од Тетово, он трчаше на 25 и на 50. На 50 беше трет, на 25 беше втор, каде трчаше со еден сонародник на Усен Болт и неговата трка беше ставена и на YouTube и од страна на Болт и беше нешто ептен јако. Навистина таму како Македонија се вративме со висок квалитет, со многу медали. За крај да им порачаш нешто на младите спортисти кои што тренираат. Не мора само на атлетичарите, воопшто на младите спортисти во сите спортови. Кој е рецептот за да се стане врвен спортист? Мислам јас најпрви треба да почнат да го сакат спортот. Единствен рецепт за да се стане врвен спортист е да имаш трпение. За да тренираш редовно и резултатот си доаѓа сам по себе. Зашто ако мислиш дека ќе трчаш и ќе бидам само светски првак и нема да трчам ако не бидам, тогаш тешко е да се биде. Зашто никогаш тоа не се знае. Но спортот треба да се сака. За децата е многу битно бидејќи во денешно време знаеме децата колку имаат проблеми со кифози, со лордози, такви работи, деформитети физички. Најпрви не од здравствен аспект многу е битно да се занимаваат, од социјален аспект. Децата сега живеат во помали фамилии, некако порано мала што живеевме, имаше повеќе деца, децата се многу затворени. Посебно родителите сега, ако не ги носат децата на спортски клубови да тренираат, навистина нема да имаат многу здрави деца во иднина. Мислам со жалење го кажувам тоа, можеби не е точно тоа што го кажувам, но децава денеска што немаат социјализација, немаат другари, бидејќи се таков животот стана многу со згради, многу себичен живот. Ако не ги носат да ги социјализираат по клубови децава, да се дружат, да тренираат, да го сакат спортот, во иднина нема да има добра младина. Љута, ти благодарам за учеството. Се надевам дека сонот што не ти се исполни како атлетичар, ќе го исполниш како тренер, па со некој од твоите атлетичари ќе учествуваш на едни олимписки игри. И ти посакувам се најдобро и уште подобри резултати на твоите атлетичари и конечно атлетиката да тргне во прав правец. Ви благодарам и јас се надевам дека еден ден ќе успееме да учествуваме на Олимписки игри и дај Боже и со медали да се вратиме. Тоа беше се за денешниот тайм-аут. Останете со Кисен Менада телевизија, се гледаме следниот петок.